civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. За мене ова е воено профитерство, ова е профитирање во услови на најголемата криза што сме имале во последниве, 50-60 години, и уште пострашно тоа е профитирање на грбот на сиромашните, на работниците, на слабите, и затоа мислам дека мора да биде ова најстрого санкционирано. Не сум правник, гледам дека некои други правници веќе излего со предлози што треба да се направи, но според мене мора да се прати јасна порака дека ова е недозволиво и дека не сме да се повтори, и тоа се прави само со строга казна, значи најстрога можна казна. Веројатно треба да се прво глобата што е предвидена во законот, односно во уредбата, таа треба да се примени. Второ, да се фирмите да ги вратат тие пари што ги добиле. Трето, да се види можноста за кривична одговорност, дали тоа ќе биде измама или нешто друго, не знам, не сум стручен, но нешто такво. И четвртото, според мене многу важно е да се објават јавно тие фирми, па да видиме сите ние кои се тие јунаци што се дрзнува да го прават тоа. Ако тие беа храбри да профитираат, да им земаат пари на нивните работници кои што работеа, пари кои што државата им ги даде, тогаш да видиме дали се храбри и да се соочат со јавноста, односно јавноста да знае кои се сите тие. Претпоставам дека дури ни работниците не знаеа дека се злоупотребени, дека нивни пари не стигнале во нивните џебови. Како ќе го искоментирате тоа? Па да, работниците не знаеле за тоа. Мене вчера ја пишав на социјалните мрежи еден статус околу ова и ми пиша после тоа луѓе, ме прашуваат како да видам дали мојата фирма добила пари, бидејќи не знаат, работниците не знаат дали фирмите во кои што тие работат добиле пари од државата или не. Знаат дека нивните плати веројатно им се намалени и слично, ама не знаат дали државата им дала пари на тие фирми или не. И она што е добро е што тоа може да се провери, тоа може да се провери на платформата Open Finance, која што беше воведена од Министерството за финансии и всушност беше развиена во времето додека ние бевме во Министерството за финансии, беше промовирана од моменталната министерка, но беше развиена во позадина претходно, така што таа платформа овозможува граѓаните да видат точно на што биле потрошени сите државни пари, односно може да видат дали фирмата во која што тие работат или некои нивни блиски работат, добиле пари од државата. Треба само името на фирмата да го укуца, да го внесат во платформата и ќе видат дали фирмата добила државни пари или не, и тогаш ќе може да интервенираат. Секако тоа не ги решава проблемите, затоа што можеби фирмата добила средства, а работниците не ги добиле тие пари. Така што мислам дека затоа мислам дека е нужно да има сега строга казна за да видат фирмите дека таквото однесување е недозволиво. Ако на пример сега државата излезе блага, па не ги казни тие фирми, ќе прати всушност многу лоша порака дека фирмите може да прават што сакаат и такви малверзации и нема да поминат казнето, ќе поминат неказнето, и затоа мислам дека сега мора да има строга санкција во врска со тоа. Исто така многу важно е во наредните мерки што ќе ги дефинира државата, а веројатно ќе има такви, тоа беше најавено пред некој ден и од страна на представници од претходната, од моменталната влада, дека ќе има нови пакети на поддршка и на фирмите и на работниците, затоа што нели се очекува втор бран од есен па натаму. И мислам дека во тие мерки мора да бидат различни, односно парите да не се даваат од страна на државата на фирмите, па потоа фирмите да ги исплаќаат на работниците, туку директно државата да им ги дава парите на работниците. Тоа е изводливо, ги има државата сметките на работниците, може да им исплаќа директно пари на нив, наместо да ги исплаќа преку фирмите. И ова беше дебатирано, ова беше дискутирано и кога се дизајнира дури овие мерки, но според она што јас го знам, имаше лоби група која што во моменталната влада, блиска до бизнис заедницата, која што се спротивставуваше, се противеше на тој предлог да се исплаќаат пари директно на работниците, и мислам дека се покажува сега дека не беа во право, односно дека во право беше другата страна која што викаше дека парите мора директно да се исплаќаат на работниците. Тоа е нешто како во смисла на платежните картички што им ги исплаќаат директно на корисниците. Па да, може така да се каже, со тоа што да не биде тоа преку платежни картички, туку директно на сметката на луѓето да им легнуваат тие пари, како што им легнуваат парите, затоа што знаете на работникот не му е битно дали парите му ги исплаќа фирмата или му ги исплаќа државата. На работникот му е важно парите што тој ги заработил да му се најдат на сметка. Дали исплаќа ќе биде трајко или петко, не му е битно, и затоа тоа така треба да се направи за да се спречат малверзации од ваков тип и други слични малверзации, како на пример исплаќање пониски плати, враќање на парите, затоа што имате вие многу такви примери кога фирмите им исплаќаат, ќе им ги исплатат тие 14
14.500 на работниците, па им викаат вратете ми ги тие пари. Можностите за такво нешто ќе бидат помали ако фирмите не им ги исплаќаат парите, туку државата им ги исплаќа. Фирмата нема да знае дали државата му исплатила или не и нема да може така едноставно да му каже врати ми парите, кога работникот каже не сме ги дали тие пари ми ги дадеме на државата, што има тебе да ти ги враќа. Така што да сите тие малверзации полесно ќе може да се хендлат, да се менаџират, да се решават ако државата директно ги плаќа парите на работниците наместо преку фирмите.